Кирил Петков оствари средба со лидерите на коалиционите партнери по интензивираните преговори со македонските власти и честите средби со премиерот Димитар Ковачевски и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Според бугарски 24 часа една од темите на средбата била токму Европската иднина на Македонија, а истата доаѓа по изјавата на бугарскиот премиер дека последниве 3 месеци имало голем напредок и постигнат бил договор за дел од спорните за бугарската страна историски личности, кои до пред известно време биле тешки за решавање. Нема да навлегувам во детали за Комисијата за историја, но ме извести за некои важни историски личности и нивниот третман. Ке ви дадам детали. Дојдовме до напредок по тие прашања на многу конструктивен и реалистичен начин, кој што ни отвара можност за забрзување на нашите преговори. Некои работи што беа тешки за надминување, сега изгледаат како да имаат реални можности за надминување. Мислам дека мојот одговор ќе ви ги покаже намерите за да постигнеме резултати што побрзо. Оптимистичен сум за целиот процес, оптимистичен сум дека ќе постигнеме се што зацртавме со Димитар што е можно поскоро. За разлика од Петков, кој во овие важни моменти ги повикува на консултација своите партнери, во Македонија целосен молк кога е во прашање бугарскиот спор и покрие секојдневните фалења за својата транспарентност, владата за бугарското прашање не открива ништо, освен стандардната флоскула дека историчарите си ја работеле својата работа. Тие професори работат независно од политичкиот диалог и од другите работни групи кои работат на други прашања. На нашиот состанок тука во Софија тие беа тука и кажаа дека ќе ја забрзаат својата работа и штом дојдат до заклучоци врз нивната историска методологија ќе можат да ја споделат со другите. Председателот на Македонската историска комисија Драги Ѓоргиев соопшти дека до петок е голема веројатноста за договор за цар Самуил, но и дека ќе се разговара за Гоце Делчев. На дневен ред е и Гоце Делчев, за кој на минатата средба во февруари само ја почнавме малку дискусијата и сега ќе ја продолжиме. Инаку комисијата последниве 3 години немаше донесено никаков конкретен договор. Последно од историчарите беше согласен текст за Григор Прличев, според кој треба двострано се чествува и дека е важен за двете страни, без да се разговара за неговата припадност.